Отварање на прашањето за длабинска реформа на глобалниот аранжман на Европа околу бегалците, вклучувајќи го во европскиот систем за азил, УНХЦР децидно побара од Европа да понуди постратешка и насочна подршка на земјите на потекло, азил и транзит на бегалците, да ги разгледа подготовките за неправедни ситуации со цел да одговори на големи достигнувања на бегалците и мигрантите и да воспостави поефикасен и подобро управуван систем за азил. Треба да се работи на неколку фронта во исто време. Вратата постојано мора да биде отворена за бегалци. Бегалци кои што бегаат од војна, кои што имаат потреба од меѓународна заштита. А меѓународна заштита значи следново. Секоја држава е должна првично да ги заштити своите граѓани. Во моментот кога државата не е способна веќе да ги штити основните човекови права на граѓаните, тогаш се активира механизмот на меѓународна заштита. Тоа значи дека врз основа на договорите што се потпишани за солидарност во светот, другите држави стапуваат на сцена да ги заштитат граѓаните на таа држава која што не може веќе да ги заштити своите граѓани. Значи, многу е важно прво да се работи на смирување на војната, на војните што беснеат на секаде низ светот, посебно на Блискиот Исток, посебно во Сирија. Ки успели УНХЦР со ова барање да отвори можноста Европа да ги отвори вратите повторно за луѓето кои повеќе немаат дом, а ниту нивните татковини не се мокни да се грижат за нив и нивната безбедност.